Истокот го слави Свети Климент Охридски, ученикот на Кирил и Методи, кој го продолжил нивното дело на овие простори. Тој не само што е патрон на Македонската православна црква, туку неговото име го носи Македонскиот православен богословски факултет, богословијата, па и многу бројни училишта ширум Република Македонија, дори имаме и библиотеки и затоа честувањето, славењето на овој голем светител е уште поголемо. Освен со црквата, името и делото на Свети Климент се поврзува и со писменоста. И да се сеќаваме на она минато време, тамо некаде во 9 век, кога тие биле на овие простори, кога го формирали и првиот наш универзитет, и верувајте дека не смееме да раскинеме со нив. Едноставно, народ кој држи до себе, до својата традиција, до својот идентитет, мора да ги слави таквите личности. Тоа покажува колкава е силата и Божјата промисла за Македонија и колку е голема и богата Македонија. Јас верувам дека оно што го направиле нашите претходници, ние ќе продолжиме понатаму да го правиме, да го чуваме. Значењето на Свети Климент за македонскиот народ е огромно, исто како и почитта кон него. Климент Охридски е заслужен за целата наша писменост. Он е пошал да ги воспитува и да ги обучува и азбуката ја дал. Празнуваме го како сите и ние. Славиме сега овие 2 години. Тоа е многу убаво што доаѓаме, што се потсетуваме на нашите прароденици. Во Делчево, прославата на Свети Климент Охридски беше во Параклисот во изградба. Денес можам да кажам дека ми е многу мило дека многу дечиња дојдоа, многу луѓе, многу верници дојдоа, луѓето од црквата, од горе од службата директно се упати овде. Сакам да им го честитам на сите празникот, на граѓаните во Делчево, ќе ги информираме преку медиумите, преку богослужбите, кога ќе биде осветувањето на овој храм, нека биде за многу години. На темелите на старата црква, срушена во 60-тите години, се издигна црква која го носи името на словенскиот просветител. Секоја црква е добро за народот, така да сите сме верници, се што се направи вакво нешто е добро и за градот и за верници. Некогаш е имало тука црква и сега се поднова и това е многу за Делчево убаво. Свети Климент бил познат како еден од најревносните проповедници на православието и прв словенски епископ. Тој преку втемелувањето на Охридската архиепископија се смета и за основоположник на Македонската православна црква. Освен што е првиот македонски духовник, Свети Климент е и првиот наш учител и книжевник, продолжувач на делото на браќата Кирил и Методи. Во 886 година во областа Кутмичевица кај Охрид ја основа Охридската книжевна школа, позната и како прв словенски универзитет од кој излегуваат околу 3500 ученици.